Евангелие според Лука, глава 12. Во меѓувреме се собраа илјадници луѓе, толку многу, што дури се газеа еден со друг. И почна Исус да им зборува на своите ученици, велејќи: чувајте се од квасецот на фарисеите, кои се полни со лицемерство. Зашто нема ништо скриено што не може да се открие и нема ништо тајно што не може да се дознае. Затоа, тоа што сте го зборувале во темнина, ќе се слушне на виделина, и што сте рекле на уво и во скришните одаи, ќе биде разгласено од покривите. А вам, на моите пријатели, им велам: не плашете се од оние кои го убиваат телото, а потоа не можат ништо да направат. Но ќе ве предупредам од кого да се плашите. Плашете се од оној кој по убивањето има власт да фрли во пеколот. Да, ви велам, плашете се од него. Зар не се продаваат 2 врапчиња за 2 асарија? И ниту едно од нив не е заборавено од Бог. Но вам и влакната на главата ви се изброени. И така, не плашете се, зашто вие сте поскапи од многу врапчиња. И пак ви велам, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, и човечкиот син ќе го признае пред Божите ангели. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и тој ќе биде одречен пред Божите ангели. И секој што ќе каже збор против човечкиот син ќе му биде простено, но кој ќе каже хула против Светиот Дух, нема да му се прости. И кога ќе ве одведат во нивните синагоги и пред началниците и властите, не грижете се како и со што ќе се браните или што ќе кажете, зашто Светиот Дух ќе ви даде мудрост во истиот час што треба да кажете. И му рече некој од народот: Учителе, кажи му на мојот брат да го раздели наследството со мене. А тој му рече: Човеку, кој ме поставил мене судија или да ви ги делам вашите имоти? И им рече: Внимавајте и чувајте се од секој вид користолюбивост, зашто животот на човекот не зависи од изобилството на неговиот имот. Им кажи една споредба и им рече: на некој богат човек нивите му родија многу плод. И размислуваше во себе си и си мислеше вака: што да правам? Зашто немам каде да ги соберам своите плодови? И рече: еве што ќе направам, ќе ги разурнам своите житници и ќе си изградам поголеми, и таму ќе ги соберам сето свое жито и сиот свој имот. Тогаш ќе речем на својата душа: Душо, имаш многу труд вложено за многу години, почивај, јади, пи и уживај. Но Бог му рече: безумнику, уште вечерва ќе ти се побара твојата душа. Кому ќе му остане тоа што си го насобрал? Ете така бива со оној кој собира имот за себе си, а не се богати во Бог. Уште им рече на своите ученици: затоа ви велам, не грижете се за својот живот што ќе јадете, ни за своето тело во што ќе се облечете, зашто душата е многу повредна од храната и телото од облеката. Погледнете ги гавраните, тие ни сеат, ни жнеат, немаат ни скривалишта, ни житници, а ете Бог ги храни. Колку поскапи сте вие од птиците. И кој од вас со своите грижи ќе може да му додаде еден лакот на својот раст? И така, ако не можете да го направите ни најмалото, зошто се грижите за другото? Погледнете како растат лилјаните, не се трудат и не предат, но ви велам дека ни Соломон во сета своја слава не се облече како еден од нив. Иако Бог така ја облекува полската трева што денес ја има, а утре ја фрлаат во печка, колку повеќе вас маловерни. И така, не барајте што ќе јадете и што ќе пиете, и не се вознемирувајте, зашто сето тоа го бараат народите од овој свет, а вашиот татко знае дека тоа ви е потребно. Но вие барајте го Божјото царство, а тоа ќе ви се додаде. Не плаши се мало стадо, зашто мило му е на вашиот татко вам да ви го даде царството. Продајте го својот имот и дајте го како милостина. Направете си торби што не се кинат, неисцрпно богатство на небесата.
каде што крадец не се доближува и молец не го нагризува. Зашто каде е вашето богатство, таму ќе ви биде и срцето. Бидете препашани околу половините и светилките нека ви бидат запалени. А вие бидете слични на луѓето кои го чекаат својот господар кога се враќа од свадба, за да му отворат веднаш штом ќе си дојде и почука. Благословени се оние слуги кои ќе ги најде господарот будни штом ќе си дојде. Вистина ви велам, дека тој ќе се препаше, ќе ги седне на трпеза и ќе мине покрај нив да им служи. И ако дојде во втората или третата стража и ги најде така, блазе им на оние слуги. Знаете го и ова. Кога домаќинот би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би бил буден и не би дозволил да му се поткопи и ограби куќата. Затоа и вие бидете готови, зашто човечкиот син ќе дојде во час кога вие не го очекувате. Тогаш Петар му рече: Господи, дали нам ни кажуваш оваа споредба или на сите? А Господ рече: кој е оној верен и разумен домоуправител кого господарот ќе го постави над своите слуги за да им ја дава храната на време? Благословен е оној слуга кога господарот ќе дојде и го најде да постапува така. Вистина ви велам, дека ќе го постави на целиот свој имот. Но ако оној слуга рече во своето срце: мојот господар ќе задуцни и нема да си дојде брзо, па почне да ги тепа слугите и слугинките, да јаде и пие и да се пијани, господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога не го очекува воопшто и во час што не го знае, и ќе го расече и ќе го одреди неговиот дел со неверници. А оној слуга, кој ја знаел волјата на својот господар и не подготвил и не постапил според неговата волја, ќе биде многу тепан. А оној кој не знаел, а направил нешто што заслужува да биде тепан, ќе биде помалку тепан. И на оној на кого многу му е дадено, многу ќе се бара од него, и кому му е доверено многу, од него ќе се бара повеќе. Дојдов да запалам оган на земјата и што уште да посакам, ако веќе се запалил. Но треба да се крстам со крштавање и колку ми е тешко додека не се изврши тоа. Мислите ли дека дојдов да донесам мир на земјата? Не, ви велам, туку разделба. Зашто од сега 5 мине во една куќа ќе бидат разделени, 3 против 2 и 2 против 3. Ќе се разделат татко против син и син против татко, мајка против ќерка и ќерка против мајка, свекрва против својата снаа и снаа против својата свекрва. А на народот му рече: кога гледате како се крева облак на запад, веднаш велите ќе врне дожд. Така и се случува. Кога ќе видите дека дува јужниот ветар, велите ќе биде горештина. Така и се случува. Лицемери, умеете да го препознаете лицето на небото и земјата. Како тогаш не го препознавате ова време? А зошто од себе не судите што е праведно? Кога одиш со својот противник кај владетелот, погрижи се уште додека си на патот да се ослободиш од него преку спогодба, за да не те предаде на судијата, а судијата да те предаде на слугата, а слугата да те фрли в затвор. Ти велам, нема да излезеш од таму, се додека не ја дадеш и последната лепта.